Стартуваме со најновите информации од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Што е актуелно и што го одбележа денешниот ден ќе погледнете веднаш по најавите. Овоштарите од Тиквишкиот регион го блокираа патот Градско-Прилеп. Земјоделците барањата за субвенции за 2017 година ќе може да ги поднесуваат до 15 септември. Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола задржува 90% од своите дисперзирани студии. Производителите на праски од Тиквишкиот регион денеска го блокираа регионалниот пат Градско-Прилеп. Причината е ниската откупна цена на праските. Производителите бараат помош од ресорното министерство. Најавуваат радикализирање на протестите доколку не се изнајде решение за нивниот проблем. Само 2,5 денари изнесува откупната цена на килограм праски во Росоман. Ова е поразителна цена на праските, а производителите се во тешка ситуација. Неколку дена траат нивните маки со изнаоѓање решенија за пласман на родот. Затоа и од денеска официјално започнаа протестите на магистралниот пат Градско-Прилеп, каде се собраа голем број на овоштари. Тие излегоа на блокади со трактори, барајќи повисоки цени за нивниот производ. Праска 3 денара, 5 денара, не оде. Купци нема, си заминаа, руси имаше, сега ги нема. Зошто не знам. Да некој да се интересираше, дојдеше, че видеше шо како, че ова не е денески и вчера само, ова е вака од почетокот. Праската за 5 динара се купува по кило. Голем проблем за земјоделците и гревота е. Треба да му се помогне на земјоделците за овој случај. Сега не знам од кај потекнува проблемот, али проблем е. Не може да продадеме една трошок на една гајба ти е 25 динара, а праската ти вика за 17 динара на гајба. Решение одма, праските ќе ги фрламе, наместо демагогија, работа и решение. Ова беа дел од испишаните пораки со кои земјоделците протестираа. Од Сдруженијето на овоштари велат дека со ваквите цени не можат да се покријат ниту основните трошоци. Праските ќе останат на нивите, бидејќи откупувачи нема, а производителите немаат никаква волја за работа, изјави Игор Милошевиќ од локалното Сдружение на овоштари. Бараме да дојде тука министерот, да дојдат новите власти, шо новата влада, да дојдат представници од власта, да седнеме да разговараме. Ние ако ова е сега предувачки штрајк, ако не бива, ќе го радикализираме протестот. Значи, ние сме во голема незавидна ситуација, немаме праски кај да ги продаваме, немаме пласман, ги изголемија критериумите русите, купци нема. Поддршка земјоделците добија и од локалната власт. Градоначалникот Стојан Челазов побара изнаоѓање на алтернативни пазари и интервентно решавање на кризата, а најави дека за овој проблем ќе расправаат и на седница на општинскиот совет. Повикуваме владата да не размислува да прави ладилници сега, туку да го реше проблемот, бидејќи на крај на криштата и слоганот во предизборието и беше дека ќе нема производител кој што нема да биде задоволен. Нас решението во септември не ни треба. Јас од политички аспект сваќам дека 100 дена не се задева една влада, ама немаме 100 дена за ова да го решиме. После 100 дена росоманци ќе бидат, односно земјоделците, ќе ги земат моторките у раците и треба да го исечат. Производителите најавуваат радикализирање на протестот, се до исполнување на нивните барања. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, откако неколку дена беше прозиван од производителите на праски во Тиквишкиот регион, денеска во изјава за новинарите рече дека владата барала решение за нивниот проблем. Во однос на производителите на праска, сакам да кажам дека ги направивме сите потребни внимателни анализи на состојбата на терен и денеска предлагаме мерки со кои што се надевам дека ќе бидат усвоени од владата на Република Македонија. Првенствено сакам да кажам дека се работи за производство на праска која што со исклучително лош квалитет, но нешто што е резултат и на нефункционалноста на институциите.
Продолжен е рокот за пријавување за земјоделските субвенции. Наместо до 30 јуни аплицирањето ќе трае до 15 септември. Првиот датум за пријавувањето беше до 15 април, од 15 април до 30 јуни, но поради технички проблем во платежната агенција рокот за доставување на документите е продолжен. Рокот за пријавување на земјоделските субвенции е продолжен. Наместо до 30 јуни, аплицирањето е продолжено до 15 септември. Поради техничкиот проблем на системот за поднесување на барањата до платежната агенција, рокот е пролонгиран. Првично пријавувањето требаше да се врши од 15 април до 30 јуни. Крајниот рок до 15 септември е одреден поради потребата од најмалку 2,5 месеци за да им се овозможи на скоро 80.000 земјоделци да се пријавуваат за субвенции за 2017-та. По отстранувањето на техничкиот проблем се очекува пријавувањето на земјоделците за финансиска поддршка да започне на почетокот на јули. Меѓу другото, исправен е и проблемот за условот за добивање на субвенции за насадите со лешници за оваа година, каде наместо 270 погрешка биле запишани 500 стебла. Интензивно се работи на изградбата на новиот мост на река Бошава во Демиркапија. Новиот мост е со должина од 125 метри и ширина 10,5 метри и се наоѓа на оддалеченост од 400 метри од стариот мост по течението на реката. Со изградбата на овој мост ќе се изврши поврзување на двата дела на градот. Во тек се интензивни работи на изградбата на новиот мост на реката Бошава во Демиркапија. Истиот е со должина од 125 метри и ширина од 10,5 метри, а се наоѓа на оддалеченост од 400 метри од стариот мост по течението на реката. Со изградбата на овој мост ќе се изврши поврзување на двата дела на градот, и тоа обиколниот пат со улица Партизанска, а со тоа ќе се овозможи побезбеден и побрз сообраќај како за лесните, така и за тешките товарни возила. Изградбата на мостот беше неопходна затоа што стариот мост не ги задоволува потребите за нормално одвивање на сообраќајот. Инвеститор е општина Демиркапија со средства обезбедени преку владата на Република Македонија, Министерство за финансии од проект за изградба на автопат М1 делница Демиркапија-Смоквица. Дел од инфраструктурните проекти во општините Велес и Кавадарци кои се во фаза на реализација или треба да отпочнат да се реализираат се проекти во кои активно вклучен е Центарот за развој на Вардарски плански регион. Постапката за избор на економски оператор за изградба на фекална канализација во населеното место Отовица е при крај. Во Кавадарци продолжува изградбата на киот на реката Луда Мара. Ова е трета фаза, а вредноста е околу 15 милиони денари. Марко Колев, раководител на Вардарскиот плански регион, повеќе за овие два проекти. Подпишавме договор од една страна со Министерство за околна самоуправа и со Биро за регионален развој за два големи инфраструктурни проекти во општина Велес и општина Кавадарци. После склучивме договор со самите општини. Можем да информирам дека постапката за избор на економски оператор за општина Велес, поточно за изградба на фекална канализација на местото, населеното место Отовица е при крај, значи се очекува недове се склучи договор, во моментов истекуваат роковите за жалба. Наредна недела мислам дека треба да склучиме договор и за 3 месеци треба тој проект да биде завршен, значи ќе се работи на фекална канализација на неколку крака, мислам дека се 7 крака, ќе се работи на препумпна станица и тој проект што беше побаран од општина Велес, а Вардарскиот плански регион беше како апликант и обезбеди финансиски средства, би го затвориле. Вториот проект на кој работиме е третата фаза од изградбата на киот на реката Луда Мара во општина Кавадарци. Се работи за проект во износ од нешто повеќе од 15 милиона денари. Минатата недела, мислам дека беше четвртокот, имавме електронско отварање на понудите. Во моментот се врши евалуација, штом се изврши евалуација, наредна недела ќе имаме закажување на електронско негативно надавање, некаде за 15 на денот би ја знаеле фирмата која ќе работи на изградбата на третата фаза од
овој таму ќе се заврши КЕО, ќе се постави урбана опрема, осветување, 2 моста и она што беше ветување и барање на градоначалникот ќе биде исполнето. Владата донесе одлука дисперзираните студии по информатика во Тетово, производствено инженерство во Кавадарци и Струга, студиите по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци и Крива Паланка, како и дисперзираните студии на економскиот факултет и правниот во Тетово, но и дел од земјоделските студии во Гевгелија да се укинат. Наспроти ова, Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола задржува 90% од своите дисперзирани студии. Сторијата од Битола ја има колешката од регионалната телевизија Мега. Новата влада, без да направи анализа на досегашните резултати, без да го почитува високиот интерес за дисперзираните студии и без да спроведе јавна дебата, ја донесе одлуката за да ги укине. Годинава факултетите при Универзитетот Свети Кирил и Методи нема да имаат дисперзирани студии, бидејќи тоа било побарано од установата, а одредени дисперзирани студии на другите универзитети се редуцирани. За разлика од УКИМ, 90% од дисперзираните студии на УКЛО остануваат. Ние ги претходно со наша понуда ги редуциравме поприлично таквите дисперзирани студии, затоа што рековме дајде да видиме каде можеме да понудиме. За нас не се важни само бројките, туку важен е квалитетот, колку можеме да одговориме на потребите на барањата, затоа што некогаш може да имате потреба, ама ако не можете да го остварите тоа, не е фер да само запишете студенти, наеднаш да не можете да бидете дел од тој сериозен образовен процес. И од она што како информација, повторно ќе речам, неофицијално стои дека околу 90% нашите видувања се поклопија и дека се одобрени тие дисперзии, каде што ние ги понудивме, некои така 1 или 2 студиски програми кои што набрзо ќе знаеме кои се, не се одобрени. УКЛО е сериозен регионален универзитет кој се грижи за студентите и нивните потреби. Ние стоиме позади тоа кое како програма го нудиме и имаме капацитет и квалитет да го оствариме, вели Коруновски. Пример за тоа се правните дисперзирани студии во Битола кои никако не треба да згаснат, затоа што правниот факултет во Битола е еден од основачите на УКЛО. Битола е, хајде ќе речеме, со долга традиција на образување на правни студии, и правниот факултет бил еден од основачите на УКЛО. Значи, или нутриционизам, Битола или други студии. Сепак сметавме дека Битола, колку и да се од другите факултети како дисперзи, треба да останат од Битола како матичен град на овој универзитет мора да има поширока понуда. Со новата одлука на владата укинати се дисперзираните студии по информатика во Тетово, по производно инженерство во Кавадарци и Струга, студиите по металургија, дизајн и менаџмент во Кавадарци и Крива Паланка, како и дисперзираните студии на економскиот факултет и правниот во Тетово, но и дел од земјоделските студии во Гевгелија. На ваквата одлука на владата реагираа граѓаните, кои велат дека дисперзираните студии беа од голема помош за сите студенти и минатите 9 години ги искористија повеќе од 20.000 лица. Општина Кавадарци деновиве врши обновување на хоризонталната сообраќајна сигнализација. Со бела боја се одбележуваат улиците и зебрите на пешачките премини, а со жолта се обновуваат линиите што ги означуваат такси паркинзите. Освен улиците во градот, општината ќе обнови патната хоризонтална сигнализација и на локалниот пат Кавадарци-Ресава на делницата од приклучокот со регионалниот пат Кавадарци-Прилеп до селото Ресава. Хоризонталната сообраќајна сигнализација добива нов лик. Деновиве општината врши нејзино обновување. Применувајќи ги примерите од странските метрополи, најпрвен беше поставена црвена боја која послужи како основа за нанесување на зебри со бела боја. Црвената подлога на пешачките премини е со двојна намена. Прво како подлога која го продолжува векот на траење на белите линии, а потоа и како дополнителен визуелен ефект кој дава поголема видливост на пешачкиот премин. Од ваквиот новитет задоволни се пред се возачите. Новите пешачки премини, да, точно е. Видливи се и има поголема прегледност и задоволни сме. Полесно се пратат пешаците од лево од десно. Па не сум задоволен многу. Пешачките премини треба да бидат малци подкренати. Па може да се каже, малци. Иначе исто се, не може да биде по-друго. Добри се, да сега барем се знаат убаво.
Так треба да бидат, не сега да... Пешаците пак велат дека убаво е тоа што се работи, но сепак возачите треба да бидат попредпазливи кога станува збор преминувањето на пешачки. Многу побаво, само малце возачите да бидат повнимателни, мислам. Мислам, јас сум задоволна кога поменуваме станувата, ама мислам дека уште повеќе да се внимаваме на тоа, возачите, зависи кој од возачите е по-дисциплиниран или како кој како го сваќа. Многу сум задоволен. Па сигурно задоволни ќе видиме, тоа е корисно е таа. Уште повидливи. Немаш од тука избор. Па црвено, па бело. Поефикасно 100%. Заради побезбедно извршување на работите, фарбањето се врши во ноќните часови кога интензитетот на сообраќајот е минимален. За оваа цел општината набави 4 тони боја, за што се инвестирани 494.086 денари. За работна рака за фарбање ќе се потрошат 470.000 денари. Општината со новиот приод кон нанесување на бојата очекува продолжен век на користење, а пред се подобрување на безбедноста на пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Премиерот Зоран Заев на дводневна средба со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски и Никола Тодоров, член на извршниот комитет, остварија средба со Самуил Жбогар, амбасадорот на ЕУ во земјава. Дали на повидок е престанок на работата на автопатот Кичево-Охрид? По средбата што премиерот Заев ја имаше со кинеската амбасадорка во Македонија, се погласни се најавите дека е можно над 1200 работници од овој регион да останат без работа. Нашите колеги од регионалната телевизија Мега имаат повеќе за ова. Премиерот Зоран Заев ја предводи владината делегација на дводневна средба со бугарскиот премиер Бојко Борисов. Ние сме за единствена Македонија и за нејзино членство во НАТО и Европската Унија, истакна бугарскиот премиер Бојко Борисов по денешната средба во Софија со председателот на македонската влада Зоран Заев. Борисов истакна и дека е многу важно да има инфраструктурна поврзаност меѓу двете земји. Вети дека ќе работи со Грција да се решат сите отворени прашања. Премиерот Заев рече дека Бугарија како прв сосед сака да и помогне на Македонија да се интегрира во НАТО и Европската Унија. Двајцата колеги разговарале и ги приближиле ставовите во врска со договорот за добрососедство, а било договорено и заедничко чествување на Илинден во земјава на 2 август. Заев очекува и помош од Бугарија во користење на фондовите на Европската Унија. Никола Груевски, председателот на ВМРО-ДПМН и Никола Тодоров, член на извршниот комитет на оваа партија, остварија средба со Самуил Жбогар, амбасадорот на Европската Унија во земјава. Актуелните предизвици, моменталната политичка состојба и европските интеграции биле тема на разговорите. Груевски истакнал дека членството во Европската Унија представува стратешки интерес за државата, како и исполнувањето на високите критериуми потребни за напредок на интеграцијските процеси, информираат од партијата. Груевски истакнал дека ВМРО-ДПМН ќе има проактивна улога во евроинтеграцијскиот процес, дека ќе ги поддржува понатамошните реформи кои се важни за членството во Европската Унија, но и ќе внимава под плаштот на реформите СДСМ да не се обиде да протне решенија кои не се добри за државата и граѓаните од било кој аспект. ВМРО-ДПМН посочи и на растечката тенденција за целосна партизација на медиумскиот сектор по доаѓањето на власт на СДСМ преку политичко-судски прогони и заплашувања, притисоци преку СЈО и други форми на втерување страв и цензура или автоцензура на собствениците на медиумите, уредниците и новинарите, стои во партиското соопштение. Наместо уште поголемо раздвижување на работите на автопатот Кичево-Охрид, премиерот Зоран Заев со најава дека работата ќе биде стопирана. Дали со ваквото темпо на работа истиот ќе биде завршен како што претходно е планирано на крајот од месец февруари 2018 година?
За овие 3 години работа на автопатот од 2014 година над 1200 работници и уште толку вклучени како логистика одовде ја има основната екзистенција, а сега дојдоа до неизвестност за истата. Стопирањето на работата на автопатот, стопирањето на асфалтирањето, градењето мостови и тунели, тампонирањето, копањето на земјиште, бетонирањето ќе значи и стопирање на нивната екзистенција и останување на улица. По средбата што Заев ја имаше со кинеската амбасадорка во Република Македонија, Лин Лисјен, владата информираше дека е запрена активноста на автопатот, а како што брифира одредени медиуми, причината била несовпаѓањето на проектираната и веќе изведената траса на автопатот. Работниците, но и граѓаните на Кичево се шокирани и загрижени од ваквите најави, кои можат повторно Кичевскиот регион економски да го осиромашат, со тоа што илјадници луѓе и семејства ќе останат без основна екзистенција. Ова во моментов е и најобемниот инфраструктурен зафат во Кичевскиот регион, кој ја раздвижи економијата во градежниот сектор, а сега можно е илјадници луѓе да останат без работа, нов автопат да нема, а досегашните вложени средства да бидат без резултат. Од главниот изведувач, кинеската компанија Синохидро, како и поголемите подизведувачи, изразуваат загриженост за ваквите најави и посочуваат дека тие со целиот човечки и механички арсенал се подготвени автопатот да го завршат во предвидениот рок. Останува да се види каква ќе биде судбината на автопатот Кичево-Охрид, иако претходната влада, освен овој проект, започна активности и за отпочнување на изградба на нов автопат Кичево-Гостивар, со што ќе се добиеше целосен автопат од Скопје до Охрид. Кичевчани, но и сите граѓани на Македонија очекуваат да продолжат големите инвестициски зафати што ги започна претходната влада, но засега неизвестна е судбината на автопатот Кичево-Охрид, а нема никакви најави за нови автопати. Осум припадници на службата за обезбедување се убиени, а 20 други се ранети при напад врз американска воена база, соопштија представници на армијата на САД. Според истите извори, вооружени мажи отвориле оган врз припадниците на обезбедувањето, кои оделе на работа во воздухопловната база Баграм во северната афганистанска провинција Парван. До сега никој не превзеде одговорна за нападот. Талибанците во последно време ги зголемија нападите врз афганистанските безбедносни сили, а джихадистичката група Исламска држава се обидува да го засили присуството во земјата. Баграм е најголемата американска воена база во Афганистан. Вести од светот. Прифатено е барањето на Унијата преговорите за истапување на Велика Британија од Европската Унија да се водат во две фази од страна на британскиот министер за Брекзит Дейвид Дейвис. Согласно договореното, во првата фаза ќе се преговара околу постигнување на договор за условите за излез на Велика Британија од Унијата, а дури потоа, во втората фаза, ќе се разговора за идните британско-европски односи и за можниот договор за слободна трговија. Дейвис и шефот на преговарачкиот тим на Европската Унија Мишел Барние во првата рунда од двегодишниот преговарачки процес инаќе одржаа заедничка пресконференција на која изрази увереност за постигнување на договореното. Следната рунда преговори е закажана за 17 јули. Символична оставка поднесе француската влада откако на парламентарните избори победа издвојува партијата на францускиот претседател Емануел Макрон, Република напред. Според соопштението на кабинетот се прифаќа оставката која мора да се поднесе поради процедура и веднаш на местото премиер повторно е назначен Едуар Филип. Тој има задача до среда навечер да формира нова влада. Потпоралот на владата претходно соопшти дека очекува Макрон да направи мали технички промени. До сега 64 лица загинаа, над 130 се повредени во пожарот кој трет ден беснае во Португалија. Повеќе од 1000 пожарникари и 9 канадери веќе 3 дена се борат со огнената стихија во Педрога Гранде, а се надеваат дека наскоро огнот ќе биде ставен под контрола. Според Португалската агенција за цивилна заштита, во текот на денот се надеваат дека истиот ќе биде ставен под контрола и покрај тоа што е прогнозирана висока температура од 43 степени Целзиусови. Според BBC, над 70% од пожарот се ставени под контрола.
Денеска имавме сончево време со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Утринската температура се движеше во интервал од 7 до 14 степени, а дневната од 24 до 32 степени. УВ индексот имаше вредност 8. Следува период на претежно стабилно, а од средината на неделата и многу топло време. Максималната температура на повеќето места ќе биде над 30 степени, а долж по Вардарието над 35 степени. Преку ден ќе има умерено на облачување, а локална појава на краткотраен дожд е можна в четврток. Со метеоинформациите го завршуваме информативното издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатно.